почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Доколку не се дозволи пристап за гостиварските камиони, Гостивар ќе се затрупа со ѓубре, рече градоначалникот Арбен Таравари. Се одржа Техо во Лешок, како изложба на уметнички слики и изведба на монодрамата Чај со рум. Две лица завршиле на скопските клиники, од кои 16 годишно девојче со посериозни повреди по вчерашниот судир на 3 возила. По спуштањето на рампата за Русино и за отпадот од Гостивар, граѓанските активисти и локалната самоуправа ќе се обидат да најдат заеднички јазик за новата состојба. Градоначалникот Таравари изјави дека доколку не се дозволи пристап за гостиварските камиони, Гостивар ќе се затрупа со ѓубре. Трет ден забраната за носење ѓубре на Русино важи и за отпадот од Гостивар. Ваквиот потек на граѓанската иницијатива што ја блокира депонијата, за градоначалникот Арбен Таравари бил неочекуван и непотребен. Првиот човек на Гостивар вели дека со активистите имале добра соработка, а општината им ги исполнила барањата. Блокадата за гостиварските камиони ќе ги собере на состанок во обид да најдат заеднички јазик. Сите барања што ги побараат од општина Гостивар ние ги реализирав. Една по една, нема нешто што е побарано од нив и не е реализирано. И искрено јас се зачудив кога ми кажаа дека и за Гостивар не може. Како и да е, тоа е граѓанска иницијатива, тие можат да продолжат да стопираат. Ние нема да можеме да собираме отпадоци ѓубре од градот. За жал малце градот ни смрди, меѓутоа не сме криви ние. Граѓанските активисти го забранија Русино и за Гостивар по изјавата на министерот за екологија Нуредини дека тоа ќе биде регионална депонија во наредните 10 години. Но и од незадоволство кон општината поради закажаниот избор на членови на управниот одбор на регионалното предпријатие за Русино. Ние имаме нормално притисоци и од донаторот, кој што треба да работи таму, меѓутоа и од Министерството за животна средина. Јас им кажав, нека направат писмено барање, ќе го доставиме до Советот, таму се советници од сите партии. Нека лобираат, ја можам да лобирам кај советниците на мојата партија. И со нив сум разговарал и тие ќе го почитуваат нивното барање, меѓутоа тие треба да лобираат и другите. Се знае како може да се стопира тоа. Најавната покана на иницијативата Стоп Русино за присуство на протестот кој што ќе се одржи утре во Гостивар, градоначалникот одговори позитивно. Да, во 5 часот ќе бидам тука. Ќе бидам кратко време, бидејќи во 5:30 имам состанок во Тетово, меѓутоа 15 минути сигурно ќе бидам. Проблемот со Русино засега само се врти во круг. Граѓаните бараат итна постапка за изнаоѓање на нова локација за депонирање на сметот од Полог, додека институциите инсистираат на спроведување на проектот за стандардизација на Русино во регионална депонија. После подолга пауза поради пандемијата, вчера во Тетовски Лешок се одржаа низа културни настани. Со придржување до сите здравствени протоколи, меѓународниот фестивал на хорското пеење Техо го доживеа своето 29-то издание. Македонските хорови настапија на сцената, додека странските преку видео проекција. 5 хора од земјава и 4 од соседните земји настапија на 29-тото издание на меѓународниот хорски фестивал Техо, кој се одржа вчера во духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок. Хористите од земјава настапија во живо пред присутната публика, додека странските хорови поради пандемијата преку видеопроекција, за да се задржи меѓународниот карактер на фестивалот. Воедно манифестацијата се одржа под строги здравствени протоколи. Оваа година учество ЗДО, хорови од Македонија 5 хора и од балканските земји, од Албанија, Бугарија, Србија и Косово, но нивното учество е онлайн, бидејќи ги знаеме какви се условите и на видео презентација ќе има нашите гледачи и публика да имат можност да го проследат нивниот настап. Се надеваме дека и
наредната година, кога што ќе одбележуваме 30 години од хорскиот фестивал Техо, ќе можеме да ги проследиме нивните настапи и до година се надеваме дека ќе помине ова пандемија, така да ќе нормално Техо ќе биде. Ова година фестивал на православна духовна музика, следната година ќе биде традиционалното Техо на световна музика. И во градот ќе се одржува во Тетово, а исто така и во овој духовно-културен центар овде кај што се стретнавме. Фестивалот Тетовски хорски одзиви за прв пат се одржа во 1973 година. Во 2012 во рамките на фестивалот се одржа и меѓународниот хорски фестивал на православна духовна музика. Хорскиот фестивал беше збогатен со ликовна изложба на делата на 12 деца на возраст од 7 до 14 години, под менторство на ликовниот уметник Славчо Максимовски. Учесниците твореле на религијска тематика. По покана на професор доктор Ивица Зорич, како професор во ликовната работилница, имаме така чест и задоволство да учествуваме на ова манифестација Техо. Децата, учесниците наменски ги правеа цртежите со темата на овој годишен концерт. Работени се цртежи и слики во различна техника, во јаглен и акрилно платно и темпера на картон. Така да мислам дека ова е една убава можност да се промовираат децата кои што креираат во Тетов. Јас сум Ана Дамјановска, живеам во Тетово, оваа слика го имам нацртано во рок на една недела и ова сум го нацртала, ова е сликата Светиот Дух. Во слободно време многу сакам да цртам и по инспирација цртам и така. Јас се викам Матеја Смилановска, имам 12 години и ми е често учествував на оваа манифестација. Веќе една година работам учествувам во ова и се надевам дека на наставникот ќе му се допадне. Денот на културата во Лешок синоќа се заокружи со премиерата на монодрамата Чај со рум. Главната улога ја толкуваше Игор Бачовски, режисер е Саше Серафимовски, а текстот е на Јован Дамјановски. Публиката задоволна од изведбата, одличната сценографија, осветлувањето, авторската музика и целокупната организација. Вистинско освежување за сите љубители на театарот. Монодрамата Чај со рум синоќа беше изведена на отворено во Лешок, веднаш после завршувањето на манифестацијата Техо. Тетовци со нетрпение по долго време пауза имаа можност да погледнат театарско дело. Текст на Јован Дамјановски, главната единствена улога ја одигра Игор Бачовски Бачо, а представата е во режија на Саше Серафимовски. Со почитување на сите здравствени протоколи, одлично осветлување и пријатен амбиент, седиштата беа пополнети, а публиката задоволна. Во време на пандемија, ово за тетовчани и за Тетовско, значи едно дефинитивно освежување во рамките на културниот живот кој што треба да живи и да вирее у Тетово. Лешок као дестинација која што моментално задоволува колку толку дел од некои непишани или неформални протоколи кои што се исфрлени од Министерството за здравство, односно здравствената комисија, мислим дека одговара за еден ваков настан ивент подотворено. Преземени се сите можни мерки околу пандемијата за проследување на еден ваков настан. Сматрам дека е место и настан одличен кој што ќе му даде на градот колку толку мало отргнување од секојдневните проблеми. Се спремав во недека околу месец и нешто. Организацијата е таа што е, у проектот се уклучени голем број на професионалци, се надевам дека тетовската публика е задоволна. Авторската музика и сценографијата само го надополни ефектот од успешно пренесената порака на монодрамата преку изведбата на Бачовски. Со премиерата на Чај со рум се заокружи Денот на културата во Лешок, на кој присуствуваа голем број љубители на културата и уметноста. Утре вечер во Гостивар започнува 4-то издание на меѓународниот театарски фестивал Отело. Поради пандемијата представите ќе се играат на отворена сцена под мерки за заштита од коронавирус. Гостивар по 4-ти пат ќе биде дом на театарската магија. Утре вечер со представата Кокошка на бугарскиот театар Сфумато почнува 4-то издание на меѓународниот театарски фестивал Отело.
Поради пандемијата, представите ќе се играат на отворена сцена во кругот на објектот на Игнација, под мерки за заштита од коронавирус. Ние се трудиме да правиме фестивал, како вие сите знаете, со мерките и протоколот што го денесува владата, не е дозволено да ги организираме ваквите евенименти во затвореност, значи сме принудени да правиме на летна сцена или на ваков отворен простор, бидејќи веќе сите знаеме тоа што се случува во целиот свет. Затоа ние се трудивме максимално да го правиме тоа што е потребно за да го организираме четвртата едиција на фестивалот Отело. Влезот е бесплатен, бројот на публиката ограничен и носењето на маски задолжително. На програма се ставени представи со помалу број на актерска екипа, за да се избегнат гужви и да се намалат ризиците. Ке има 5 фестивалски вечери. Првата ноќ ќе биде театарот Сфумато од Софија, Бугарија, со Кокошка. Втората вечер ќе биде Тетовски театар и Тетовскиот универзитет со зоолошка приказна. Третата вечер ќе биде театарот Златен елец од Скопје, Не ми го чепкај пивото. Четвртата вечер ќе биде Градски театар од Прешево, Србија, со Мистерија, и петтата вечер ќе биде продукција ДВШ од Тирана, Албанија, со Не слушам, не гледам и не зборувам. Овие се прилично комедии, ради тоа што сакаме да ги насмееме тие што ќе бидат и ќе ги гледат овие представи. Вите влегуваат во конкуренција за наградите најдобра представа, режисер, актер и актерка. Театарскиот фестивал Отело се реализира со поддршка на Министерството за култура и Општина Гостивар. Во Тетовско се прават свадби на големо, но во домашни услови. Инспекторите немоćни да казнуваат. Сторија на Милена Вучевска. Групните собири натаму се најголем ризик за ширење на коронавирусот. Во Тетовско и покрај забраните сепак на големо се прават свадби, но наместо во ресторани во домашни услови. Ова го знаат и пазарните инспектори, но велат немаат надлежност да прават контроли по домови и да санкционираат. Прават дозволи, но такви дозволи нема. И тие знаат, значи такви манифестации се забранети. Но некои на свој ризик прават некои мали свадби домашни, не големи, но ипак и тие се забранува. Тур нема промена во тие протоколи, ние ќе тераме по стариот протокол. Значи и уште се забрануваат организирање на свадби. Граѓаните пак со поделени мислења. Некои сметаат дека веселбите може да се одржуваат, други се плашат за здравието и според нив не е време за собирања. Што да се плашиш, него треба се внимава само. Колку може ќе се пазиш, колку не може, не може. Не би одел прво ради моето здравје лично и плюс ради моето семејство. Ниту кафулињата и рестораните кои смеат да работат не ги почитуваат во целост мерките и протоколите. Од пазарниот инспекторат велат дека периодов се затворени неколку. Досега пак за организирање на свадби е казнет и затворен еден ресторан во Тетово, кој покрај забраната дозволил да се организира свадба. По вчерашниот судир на 3 возила во Тетово, 2 лица завршиле на скопските клиники, од кои 16 годишно девојче со посериозни повреди. Со повреди се здобиле и 4 други лица. Вкупно 6 лица се повредени, од кои едно девојче потешко во сообраќајна незгода што се случи вчера вечер во Тетово. 16-годишното девојче заедно со уште едно повредено лице се пренесени на скопските клиники. Сообраќајката се случила нешто пред 19 часот на улицата Елинденска, а во неа учествувале 3 возила со тетовски регистерски ознаки. Opel Corsa управувано од 21 годишен жител од Тетовско Новосело, Volkswagen Golf што го управувал 59 годишен жител од Тетовска Палатица и BMW управувано од 38 годишен тетовец. Во несреќата 16 годишна сопатничка од Корсата задобила тешки телесни повреди, а возачите од Корсата и BMW-то, како и тројца сопатници од Корсата и Голфот, завршиле со телесни повреди. Од ЦВР Тетово велат дека допрва ќе се утврдуваат причините за незгодата и околностите поради кои се случила, откако на местото бил извршен увид по овластување на јавен обвинител. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 76 лица, 43 од Тетово и 33 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 6 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 235 од Тетово и 132 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било утврдено непочитување на истите. Вчера во 11 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници привеле 44 годишна жена од Република Косово поради легален влез во нашата земја. По приведувањето и задржувањето во полициската станица Тетово, таа е спроведена до граничниот премин Јажинце. Вчера исто така во 17 часот и 30 минути на автопатот Тетово-Скопје, во близина на исклучокот за Тетовски Групчин, патничко моторно возило со скопски регистарски ознаки управувано од 34 годишникот Скопско Волково удрило и усмртило срна која се движела по коловозот. При тоа со телесни повреди се здобила и 39 годишната сопатничка која била пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за регионалните вести. Останете со нашата програма, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!